750,4 милиони евра предвиде Европската Унија за Македонија. Овие средства се дел од реформската агенда во рамки на планот за раст на Западен Балкан за периодот од 2024 до 2027 година, кој има цел да го забрза социоекономското приближување на регионот со ЕУ и да го отвори патот кон членство во Унијата. Средствата ќе бидат условени со реализација на конкретни чекори. Македонија ќе добие 250 милиони евра како грант или неповратни средства за инвестициски проекти, а 500 милиони евра преку заем со исклучително поволни услови, од кои 250 за реализација на реформите, а другите 250 милиони евра за инвестициски проекти. Но, што е муабетот со реформската агенда, кои се некои од реформите кои ги предвидува надлежните и колку средства ќе бидат одвоени за нивна реализација? 111,3 милиони евра се предвидени за реформи на јавната администрација и управувањето со јавни финансии. Реформите тука опфаќаат зајакнување на јавната внатрешна финансиска контрола, како и на системот за јавни набавки. Исто така, предвидени се и реформи на јавната служба и за реорганизација. Реформската агенда ја опфаќа и зелената енергија за која е предвидено 145,5 милиони евра. Тие средства, меѓу другото, ќе бидат наменети за да се спојува пазарот на електрична енергија на ЕУ и Македонија, преку осогласување со пакетот за интеграција на електричната енергија. Планирано е и постепено да се приспособува цената на струјата на пазарно ниво, заедно со мерки за справување со енергетската сиромаштија. Една од реформите се однесува и на спроведување климатски и енергетски политики и мерки. Најмалку средства се предвидени во областа дигитализација, односно 67,4 милиони евра. Поставување сеопфатна рамка за киберотпорност, воведување безбедни дигитални инфраструктури, дигитализација на јавните услуги се некои од реформите во однос на дигитализацијата. Тука е предвидено да се прошири понудата на јавни електронски услуги и да се поедностават административните и електронските постапки. Поголем дел од колачот на реформската агенда е предвиден во областа човечки капитал, 83,4 милиони евра. Целта е да се зајакне образовниот систем за да се усогласат вештините, но и да се зголеми квалитетот на стручното образование и обуката и пристапот до учење преку работа. Тука има дел и за образованието за возрастни и за валидација на неформалното и информално учење. Во фокус ќе бидат и средното и високото образование, односно нивниот квалитет. Исто така, тука се споменува дека преку подобрени дигитални вештини ќе се осигура ефикасна, кохерентна и инклузивна дигитална трансформација на образованието, но и воспоставување паметни основни училишта со IT алатки и интернет инфраструктура. Најмногу средства, 1/5 или 193,7 милиони евра, се предвидени за развој на приватниот сектор и деловното опкружување. Во овој дел, реформите се однесуваат на справување со неформалната економија, а при тоа да се работи на потранспарентен и поефикасен режим на државна помош. Акцент ќе има и на развој на мали и средни претпријатија, преку нова стратегија. Реформата на управувањето со претпријатијата од државна сопственост, со фокус на железничките и поштенските услуги, е уште една меѓу другите предвидени реформи. Последната област се однесува на фундаменталните вредности и владењето на правото. Со реформите во оваа област, меѓу другото, треба сеопфатно да се разгледува изборното законодавство и да се решат постоечките недоследности, но и да се подобрува судскиот интегритет, со тоа што, меѓу другото, би се ревидирале постапките за селекција, именување, унапредување и разрешување суди и обвинители. За овој дел има 148,7 милиони евра. За борбата против корупција во судството треба да се донесе и спроведе нов акцијски план. Треба да се обезбедат и целосно функционални, автоматизирани информацијски системи за управување со предметите во судовите и во јавното обвинителство. Преку реформската агенда, истовремено се предвидува да се зголеми и бројот на истраги, гонења, правосилни пресуди, заплени и конечни конфискации за корупција, вклучително и случаи на корупција на високо ниво. Првиот рок за спроведување на некои од реформите е веќе во декември 2024 година, а сите предвидени реформи треба да завршат до декември 2027 година.